Театарската представа Без маска го отвори фестивалот на современ театар и танц. Во духот на модата, филмот за Ив Сент Лорен, а во духот на светското првенство, филмот FIFA Обединета страст во 3D киното. За сите љубители на чоколадите и бомбоните се отвори Candy Shop. Првиот фестивал на современ театар и танц во нашиот град, кој оваа недела се одржува во интимниот театар, беше отворен со представата Фактор жена на театарската група Без маска. Оваа представа беше наградена со 2 награди на 50-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Оваа представа, која премиерна во Битола, беше изведена во интимен театар, е во режија на Димитар Шутевски, а во истата играат 4 млади талентирани девојки, и тоа Симона Везовска, Ана Жежовска, Христина Стефановска, Симеона Павловска. Нашата представа беше одлично прифатени од страна на публиката во Кочани, значи морам да ги пофалам дека имаат одлично чувство за уметност. Имавме околу 130 луѓе кои дојдеа и го испочитуваа нашата работа. После неколку дена од како изигравме представата, ни се јавија и ни кажеа дека всушност треба да одиме за да си подигнеме награда. И чувството незаменливо, значи ова е нашата прва награда која добивме и Фактор жена е нашата прва представа од ваков вид, така што сметам дека и представата и наградата долго ќе ги паметиме, а задоволството беше уште поголемо кога свативме дека не една, туку имаме 2 награди. Задоволството ја достигна својата кулминација кога свативме дека освен градот домаќин што беше Кочани, само градот на конзулите, односно Битола, се врати дома со 2 награди. Овие награди се голем мотив за ние да продолжиме понатаму пред се, зашто сме многу млади и сметам дека успехот допарва не очекува во иднината. Исто така ова е голем предизвик за нашата следна представа, за повторно да се покажеме во најдобро светло. И сакаме да продолжиме со театарот ваков вид, каде што имаш директен контакт со публиката, му се обраќаш најчесто на некого и го прашуваш, на некој начин имаш диалог. Иако тој не ти возвраќа, ти чувствуваш дека од него имаш фидбек. Едноставно ти возвраќа со поглед, со насмевка, а понекогаш и со некоја солза. Софија Ристевска, режисерката, секогаш несебично ја пружа својата поддршка кога ние сме во прашање и голема честа покрај толку видни имиња, видни личности кои се на овој фестивал, што еден час е одделен токму и за нас и ние се потрудивме да се покажеме во најдобро светло исто како и досега и многу сме задоволни што имаме можност да се дружиме со другите учесници на фестивалот, со оние кои ги држат работилниците, нели тоа се големи личности кои имаат многу зад себе и се надевам дека, ствари не се надевам, туку сигурна сум дека од нив многу ќе научиме и сето тоа ќе го примениме во нашата понатамошна работа. Нас ни е голема чест што на овој фестивал Фактор жена ја доживеа својата 8ма изведба пред се и сме многу задоволни што повторно имавме публика која беше исто така задоволна. И на овој фестивал имаме многу што да научиме и да продолжиме понатаму да развиваме нашата уметност. Специјално признание за нов драмски текст беше доделено на Ана Жежовска за текстот Фактор жена во изведба на аматерската театарска група Без маска, но исто така оваа представа ја освои наградата за уметничка иновација и истражување во театарскиот израз. Фактор жена е представа која опфаќа 4 женски животни приказни, работени по вистински случаи. Оваа недела 2 светски филмски премиери во 3D киното во Битола. За модните зависници во четврток премиера на филмот Ив Сент Лорен. Модата избледува, стилот е вечен. Биографски филм за најзначајниот дизајнер во модната историја, чие име е синоним за луксус и иновација. Модниот дизајнер Ив Сент Лорен почина во 2008 година на возраст од 71 година, но по 6 години од неговата смрт пристигна и првиот од двата биографски филмови за неговиот живот и кариера. Соодветно именуван, филмот е приказна за неговиот живот, партнерството со Пиер Берг, почетоците како моден дизајнер, славата и почитта која ја добил во светот на модата. Во улогата на Ив Сент Лорен се појавува францускиот актер Пиер Нини, а во останатите улоги се и одличните Гилјем Галиен, Шарлот Лебон и Николај Кински, синот на легендарниот актер Клус Кински. Зад камерата на Ив Сент Лорен стои Жалел Лиспер, на кого ова му е само 3 долгометражен игран филм во кариерата, а премиерата во САД се очекува на 25 јуни оваа година. Вториот филм за дизајнерот, насловен Сент Лорен, ќе има премиера во октомври оваа година, а главната улога ќе ја толкува Гаспар Улие, додека пак во останатите улоги ќе се појават и Леа Сейду и Луи Гарел. А во духот на светското првенство ни доаѓа премиерата на филмот FIFA Обединета страст.
Група страстни европски бунтовници ги здружуваат силите како би покренале амбициозен проект Меѓународна федерација на фудбалски асоциации FIFA. Ова е епска, досега нераскажана приказна, која ја оживува инспиративната сага за светското првенство и зборува за тројца пожртвувани луѓе кои се осудиле да ја покренат. Предводени од амбиција и визија, Жил Риме, Жоа Валанш и Сеп Блатер ги надминале своите стравови и сомнежи и тргнале во борба против сите препреки и скандали за да го организираат светскиот куп. Ова вонвременска сага ја слави пред се играта која наспроти се не е само светски познат спорт, туку единство на надеж и тимски дух. Гледајте ги Тим Рот, Сем Нил и Жерар Депардие во овој филм од 19 јуни на репертоарот на 3D киното во Битола. Се гледаме на кино. Welcome to the candy shop. Нема некој што не сака бонбони, чоколадца, колачи, лижавчиња. За љубителите на бонбони и чоколади во нашиот град свечено беше отворен дуќанот Candy Shop. Тука ние ги пронајдовме сите видови на бонбони, локум, кандирано овошје, чоколадни предизвици. Никој не е имун на сладките предизвици, па зошто би биле и вие? Уживајте во секој чоколадно крцкав, карамелизиран гриз и во тие моменти не мислете на ништо друго. Посебно ние уживавме во гумените бонбони, оние растегливи сладки задоволства во форма на црвчиња, мечиња и други животинчиња. Сладките работи докажано имаат позитивен ефект врз нашето расположение и не прават посрекни. Тие го ослободуваат ендорфинот, кој не прави да се чувствуваме добро. Candy Shop ги нуди сите сладкарски материјали од италијанско производство, декорации, чоколади за готвење, чоколадни лушпи во боја. А она што е хит во нашиот град и кај секој кој ја пробал е алвата со зрнести плодови. Главната цел на собствениците од Candy Shop е да се секогаш во чекор со времето, постојано да имаат задоволни клиенти, да напредуваат во работата, да имаат високо ниво на квалитет и препознатливи брендови. Кажете збогум на сите грижи и уживајте во сладките задоволства од Candy Shop. Локација кај дрвеното мовче, веднаш до дуќан Сабина. Girl, what we do, and where we do, the things we do, are just between me and you. Yeah. Give it to me, baby, nice and slow. Climb on like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, 'cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about